да гледаме на граѓаните како граѓани, еднакви и рамноправни во нивното конкурирање. Кога се случуваат вакви работи, ние не можеме да ги ограничиме младите луѓе кои што членуваат во партии или не се членови. Еднакви се граѓаните. Кога се, не знам, нивните родители или некој место или не се, еднакви се граѓаните. Но етичкиот основ, гледате, јавноста го доловува. Мораме не само законот, туку и етичкиот дел јасно да го поставиме. Секако и правиме разлика и ги охрабрувам ваквите чекори и ќе креираме политики, веќе побаравме подршка од граѓански организации, стручни за оваа работа, да ни помогнат. Сакаме да ни помогнат да изградиме систем на вредности. Јас верувам дека секој дете, секој млад човек, секој граѓанин на Македонија мора да има еднакви права. И болно е прашањето кога гледаме дека има 2, 3, 4 луѓе членови на семејството, а некој чека работа. Тоа не е фер, не е еднакво, не е правично. Апелирам и работам, разговарам со луѓето, одредени чекори сигурно ќе се преземат, веќе се презимаат со одредени функционери и од парламентарната, и од извршната, верувам и од локалната власт, за да можеме да се коригираме. Јас не сакам да бидам исти како претходните. Ние не сакаме да бидеме исти како претходните. Општеството е многу партизирано и тој тренд продолжува. Партизацијата е секаде, во образование, во здравство. Се работи преку партиски клуч. Учителките се вработуваат ако се членови на вашата партија или на ДУИ. Значи, точно е дека има одредени и партиски припадности во вработувањата, но поголемиот дел се луѓе кои се бират на конкурси, граѓани на Македонија, и ви го кажувам дури во суштина, јас сум покрај премиер, сум председател на политичка партија која што е на власт. За жал, поради огромната миграција и напуштање на работни места, имаме дефицитарни кадри за многу струки. Овде купно бараме да најдеме вработен човек. Некаде не можеме да најдеме луѓе. Не знам, ако зборуваме за член на семејство, на некој функционер, лекар, кој што го бараме, специјалист, дали треба да го повлече своето дете? Или е архитект, или е градежник, или е информатичар. Секако, тоа го кажувам не за да избегнеме од некој дури етички одговорност, да направиме јасна дистинкција. Тоа што е претерано го гледате, будното око и на вас медиумите и на граѓаните веднаш реагира. И верувам дека ќе се коригираме сите, почнувајќи од мене, па понатаму сите. Но да гледаме на работите како права на граѓаните и тоа еднакви права на граѓаните. При тоа, секоја забеганост или крајност во една страна, веднаш реакцијата мора да стигне и да се искоригираме. Но граѓаните очекуваат да државата им овозможи еднакви права на сите.